Корупцијата е еден од најголемите проблеми со кои што се соочува нашето општество. Тоа го покажуваат и испитувањата на јавното мислење. Но кога ќе се спомне корупција, речиси сите помислуваат на врвот во политиката и во бизнисот, на места каде што се вртат големи пари. Сепак, многу сериозен е и проблемот со ситната корупција, онаа што ја прави обичниот човек. Кога некој ќе успее да ги изигра правилата заради ситна придобивка, тоа често се нарекува снаодливост и трина. Дури може и да најде на пофалба и да се каже браво, секоја чест. Соседот краде струја, успел да се приклучи без да плаќа и без да го фатат. Го топли целиот дом на струја. Браво, секоја чест. Ама овие загуби во електродистрибуцијата се пресметуваат во цената на струјата. Па кога еден краде, другиот плаќа за него. Братучетката успеала да се вработи преку партијата, а нема поим од работата што треба да ја врши. Браво, секоја чест. Ама кога следниот пат ќе загубите цел ден, 2/3 од нервите, а и некоја пара на шалтерите и нисходниците на државните служби, тоа е зашто зад вратите седат нејзините колеги, вработени на ист начин. Имам една пријателка што постојано се вози со службеното возило, од работа си носи хартија за печатење и се што може да искористи. Браво, секоја чест. Ама ако нема ќебе во болницата, парите отишле за бензинот на пријателката. Бачанакот фатил врски или платил мито за да избегне казна за некој прекршок. Браво, секоја чест. Ама кога некој ќе ви нанесе штета, ако не можете да се ја наплатите преку институциите или преку судот, значи другиот имал подебели врски или подобро подмачкал. Братот на колегата покажува некаква легитимација и никогаш не плаќа патарина. Браво, секоја чест. Ама пази на дупката. Новите гуми ќе те чинат неколку илјади денари. Школскиот другар го исчистил целиот подрум, но не ги чекал комуналните служби. Се снашол и најмил некој со камионче да му го исфрли ѓубрето во реката за неколку стотки. Браво, секоја чест. Но следната есен купи си вреќи со песок или кофи за црпење вода, ако затрупаната река се излее. Ситната корупција не е проблем само поради директните штети што ги нанесува. Многу поголем проблем е што таа ја поттикнува културата на корупција, поттикнува општество во кое не е важно дали се почитуваат правилата што се добри за сите, туку секој се обидува да искористи колку што може. Со таквата свест, борбата против крупната корупција е речиси невозможна, а државниот систем се повеќе ќе тоне.